Greetings, my fellow Macedonians in the diaspora. Today I have the pleasure and honor in having a chat, an interview of sorts, with Zoran Jovanchev. Zoran Jovanchev is one of the founders of the party Rodina in Macedonia. Now, the party Rodina in Macedonia is one of the few in my opinion, is one of the few parties in Macedonia has grasped the reality of the situation and is proposing an alternative path towards the future for us as Macedonians. Zoran, dobro dojde, dobro te najduf. Ако можеш да ни кажеш нещо за вас, кой сте вие, вашето образование, от кај си така натаму, и посетне ќе збориме малку за родина и за правецо ваш, за кај сакате и што сакате да сторите ако влезете во власт во Македонија. Добро те најдов, Живан. Поздрав до тебе, до македонците од Австралија, до моите браќа од Егејска Македонија. Јас сум роден во Скопје во 72-та година. По струка сум машински инженер. Имам претежно мојот стаж е во приватниот сектор, значи немам земено ниту еден денар од буџетот на Република Македонија, туку напротив го полнам буџетот на Република Македонија за да имаме здрава и просперитетна држава. После една моја, да кажам, животна пресвртница, каде што животот ми беше на коцка, кога бев регрут на Југословенската народна армија, тоа е последната генерација регрути во ЈНА во Словенија, каде што безидејната македонска влада ги не остави на боиштата на бивша ЈУ сами да се снаоѓаме. Тогашната комунистичка партија на Македонија, денеска СДС, немаше никаква визија за иднината на државата, праќаше нови и нови млади македонци да гинат по боиштата на бившата Југославија, се исмеваше на идејата за независна и суверена држава, за сопствена валута, сопствена армија, кога на своја кожа, на своје 18 години, осетив што значи да немаш држава и твојот живот да биде ставен на коцка, други да одлучуваат за тебе, започна мојот активизам и од 91 година, може слободно да кажам, значи на своје 18-19 години, станав активист, родолюб, кој што постојано е на улиците за Македонија, без конкретен политички ангажман, бидејќи мислев дека политиката е за луѓе кои што се во општествените науки, значи едноставно за Македонија без калкулатор, без лични интереси, бев активен. 2001 бев дел од Сдружение на граѓани Непокор, кој што беше дел од Моралниот суд. Тоа беше една институција на интелектуалци, здруженија кои што ги осудија сите, морално ги осудија сите потписници на рамковниот договор. Имавме проекти уште 2001-2002 за пописот, каде што докажавме дека е уште тогаш направен голем фалсификат со бројот на албанците, а сега со новиот попис само е надграден тој фалсификат. Подоцна го формиравме Сдруженијето МИР, кое што тоа е Сдружение на граѓани за развивање на македонско-руска соработка, со единствена цел да ги подобриме односите помеѓу двата братски народа. И тука бевме едни од првите, да кажам, промотори на евроазиската идеја, алтернативата за Македонија и така натаму и така натаму. 2017 кога не предада на 27 април во собранието, односно кога бевме жртвени јагниња, меѓу другото и јас бев дел од тој народ што влезе внатре, видовме дека политичкиот систем е комплетно превземен од надворешни центри и дека тој работи спротивно на народните национални интереси. Бевме, да кажем, во едно тешко разочарување наредниот ден, на 28.9. Тој период траеше долго, се додека една група народолюби не реши дека треба нешто да се направи, дека седењето на страна и да се биде разочаран воопшто ништо не е корисно,
и од тука можам да кажам дека почна создавањето на Родина, во кое што влегува многу активисти од протестите кои што неуморно протестираа пред собранието ден и ноќ. Значи, тука ни се луѓе од преродба, тука е Виолета Петковска, Елизабета Матевска, две жени хероини кои што неуморно дење и ноќе, зиме, лете беа пред собранието. Гордана Гоџо, голем активист за правата за избор, против присилната вакцинација, значи за индивидуалните права, заштитата. Томче Ширко, Владимир Трајковски, Коста Јовчевски, внук на Раде Јовчевски, Корчагин, значи национален херој кој што ни го заедно со Зоран Тапшановски ни го напиша еден од најдобрите статути на политичката партија. Александар, кој што со својата видеопродукција ни овозможи да допреме до народот, и уште 1116 основачи на Родина, кој што успеавме на еден божи начин, морам да кажам, без поддршка од олигарси, без поддршка од странски центри, да создадеме една народна партија која што е организирана на принцип на собор, односно кај нас не постои функцијата председател, еден човек не може да одлучува за сите, туку е колективно тело председателство и јас сум само председавачот на тоа председателство, значи 1/10, додека начинот на функционирање ни е на принципот на доаѓање до најисправниот став на сите 10 здравомислички глави, кои што на крај се гласа на сосема еден демократски начин и се усвојува тој став, и тој став станува став на партијата. Во кратко, ете, малце и дел фативме од Родина, како е формирана и мојот животен пат. Денес Македонија во многу критично време и критично место. И рече дека вие сте партија демократска во земја без демократија. Што се случува таму? Јас се сложувам со тебе дека ние не ја владееме Македонија. Ние сме само една кукла, да речеме, под Америка и под Европската заедница. Што се случува сега со овие демонстрациите? Дали е разбуден нашиот народ или дел од нашиот народ? Дали се разбудени и има сватено, ти сега ще ми доказа за новиот правец, други правец, кон БРИКС? Нашиот народ е во фаза на будење, се уште е во една тешка национална криза, бидејќи 200.000 до 300.000 народ на кариеристички основи членува во ДПМН и во СДС, надевајќи се дека од партијата ќе добие работно место и дека ќе ужива без да работи. Тоа е една филозофија од времето на Тито, нели, учи синко да не работиш. Ние денеска ја плаќаме цената на 70 годишното погрешно живење на македонецот, каде што во тој систем по антивредносни методи луѓе кои што не заслужуваат беа ставани на високи позиции во дипломатијата, во судството, во полицијата, во војската и така натаму. Се што е македонско во последните 70 години или се убиваш или се иселуваш. Црешата на тој процес, да кажам скапаната цреша на тој процес е промената на името. Значи, овој систем не може да продуцира македонство. Овој во срш е антимакедонски систем. Најверојатно во голем дел тоа се некои само кои што се прикажуваат како македонци, а во суштина не се македонци, односно се одродени македонци кои што служат на туги интереси. Ние знаеме дека уште од времето на Рим имаме такви македонци кои што за пари и малку власт се одродија, се латинизираа и постанаа нешто друго од тоа што се самите македонци. Значи, пред нас престои една огромна работа, за која што јас ги повикувам сите свесни и разбудени македонци, без разлика каде се наоѓаат, Австралија, Канада, Америка, Европа, Ајаска, Русија, Африка и така натаму, да го собереме целиот здрав македонски потенцијал, затоа што злото кое што е создадено и кренато против македонецот е огромно и долгодецениско.
тоа без да трепне повторно нас може да не убие или затвори. Гледаме дека уставобранителите на 200 и кусур години се затворени само затоа што се македонци. Гледаме дека за искубена коса на Шекеринска се лежи 4 години затвора, за убиено дете на пешачки премин се лежи 4 месеци. Гледаме дека пиштолот што го извадија на демонстрантите пред некој ден, јавното обвинителство вели дека не бил вистински пиштол, дека бил играчка. Додека македонецот ако извади јајце и фрли на собранието, он до вечерта е приведен. Значи, во суштина, антимакедонски систем кој што има за цел македонецот да го држи во едно робство, за да не дојде до израз неговото македонство, и тоа е олицетворено во СДС, значи длабоко е олицетворено во СДС, и како канцер се шири и во ДПМН, да бидем искрени. Многу македонци се бунат кога го критикуваме и ДПМН, но без ДПМН немаше да може да се случи предавството. Значи се покажува дека они се дел од тој еден систем. Да се говори ова денеска во Република Македонија, каде што немаш заштита никаква, каде што нема демократија, навистина се чудат луѓето, вели многу е опасно ова што го говорите. А што да правиме друго? Да молчиме. Ако молчиме, правиме грев пред Бога. И затоа по тоа се препознава и самата родина. Значи, ние кренавме глас против присилната вакцинација, ние кренавме глас против затварањето, оние сулуди карантини кои што траја само за христијански празници. Ние кренавме глас против понижувањето на македонците и така натаму и така натаму. Ние сме постојано на улица затоа што во суштина ние сме активисти. Ние не сме луѓе што доаѓаме од фотелја и така натаму. Ние успеавме во приватниот наш живот да се самореализираме и оствариме, и денеска таа реализација сакаме да ја пренесеме за нашата држава и земја, односно за доброто на нашиот народ. Тоа е нашата суштинска разлика помеѓу нас и другите. Ние во Македонија имаме партии кои што имаат лидери по 20 години стаж. Тоа се приватни фирми. 20 на партии лево и десно, Павле Трајанов, не знам сега да не ги именувам сите тие. Тоа се човек партии кои што екзистираат во општеството, што е срамно воопшто за човек. И затоа во таа насока ние работиме на таа алтернатива за Македонија, која што во светот веќе се крева, бидејќи на светот му е смачено повеќе 1/7 од човештвото да малтретира 6/7, односно западната цивилизација и неговите алатки, Холивуд, джет-сетот, сите тие играчки на западниот свет, за да можат они во позадина да не исцедуваат до коска, што се вели, светот веќе се буди и се организира. Време е македонецот да го фати тој чек. Знаеш, за мене беше многу интересно кога 65% од македонците не гласаја во референдуму. За мене тоа беше една разбуда. Си реку, вистина нашиот народ, ако е 65% од тие што можат да гласаа, значи од македонци беше поблиску до 75% од македонците не сака да учествуваа во еден референдум. Оти немаја поверење во системот политички. Така го осваќаш ти или само не интересираше и си рекоа зошто да се мачиме. Зошто 65% од нашите решија да не гласаа во тој референдум? Јас мислам дека тие не гласаја бидејќи немаа поверење во нашиот систем. Да ви кажам сега за суштината на референдумот, што е идентична со францускиот предлог. Значи, Западот со милениуми сака да го избрише македонското име, со милениуми. Од првото доаѓање на Рим, а Западот е продолжение на Рим. Прво што направија, го забранија името Македонија и ја поделија на 4 дела. Бидејќи на меѓународната сцена ниту една сила не може да избрише народ, не постои таков механизам, без разлика. Да се здружат и Соединетите Американски држави, Велика Британија, Германија и Холандија не може да избришат народ, оние направија еден трик преку референдумот ние да се самоизбришиме како македонци. Тогаш е веќе тоа легитимно. И што се случи? Ни поставија замка. Дали го прифаќате преспанскиот договор за членство во НАТО и ЕУ? НАТО и ЕУ е огледалцето што им го даваа западните на индијанците, велејќи им
дека кога ќе се огледаат во него, они ќе бидат многу побави. И што се случи? Се случи скоро истото сценарио како со францускиот предлог. Одгоре ни доаѓаа гости од Европа, кои што ни говореа, ако го прифатите вие овој референдум, вие ќе влезете веднаш во ЕУ, ќе бидете признати, све ќе ви биде наместено, масата и така натаму, ама не кажува дека на масата е македонецот, кој што треба да го изедат. Они ги обожаваат тие ритуали инаку. И за тој еден краток период за референдумот дојде Ангела Меркел, за која што имам, значи ова ми е непотврдена информација, дека ја е платено 300.000 евра за да дојде во Скопје. Дојде Тереза Меј, дојде Курц од Австрија, дојде Столтенберг, секретарот на НАТО, Макрон се јави по телефон, значи една плејада на европски лидери кои што директно се мешаа во внатрешни работи на македонецот. Тоа е грубо кршење на демократијата. Благодарение на здравите, тоа ја велам, затоа треба здравата сила секогаш да биде активна. Благодарение на здравата сила, преку разни форми на бойкотирам, преку разни форми на активизам, го објаснивме целиот процес и македонецот ја свати замката. Ако молчевме, јас мислам дека добар дел ќе се фатевме на замката и дека тоа ќе поминеше и тоа ќе беше крај на македонецот. Овака оставивме мала вратичка каде што бидејќи референдумот е највисокиот институт во една демократија. Никој не е повисок од референдумот, ниту НАТО, ниту ЕУ, ниту не знам кој лидер. Ние секогаш кога ќе дојдат здравите сили во општеството, во државата, ќе се повикаме на тој датум и ние ќе си ја вратиме Македонија. Тоа секој да биде убеден во тоа дека ќе се случи. И за време на тој референдум се водеше силна пропагандна војна. Многу пари се историја. Билборди имавме дека во Европа е бесплатно здравството, дека ако помине референдумот ние ќе се лечиме било каде во Европа. Значи ни такви ретардирани матрици што беа шизофрени и да кажам дека во овој референдум, тоа е податок кој што ми го кажа луѓе што работат внатре во системот, 130.000 гласови беа уфрлени. Значи, на тој резултат треба да се избришат 130.000 гласови и тогаш ќе добиеме вистинската бројка, каде што над 85% од македонците не се за било какво понижување за да влезат во ЕУ и НАТО, а не поготово за промена на име, јазик, идентитет и така натаму. Овие политички елити, ниту една од нив, и ДПМН, и СДС, и сите поред, никаде ја нема ставено во програмата промената на името. Никаде. Никаде нема добиено народна подршка за промена на името. Од никаде, освен од силата на НАТО и ЕУ што стојат позади нив, освен од таму, само од таму ја црпат силата за да го спроведуваат овој антимакедонски проект. Те прашам нешто. Вистина се наивни нашите политичари, тие што имаат поверење во НАТО и Европската заедница, или се коруптирани опортунисти? Јас не може да замислам како може кој било човек што има прочитано нешто за НАТО и за Европската заедница да има поверење во зборовите и во ветувањето, the promises на Запад. Тие од кога почна нината, ти велиш од времето на Рим, јас мислам од кога почна колонизацијата на Америка и на Африка и ово, од тогаш тие нема кажано еден збор што не ја лага. Како можат нашите таму уште да имаа поверење, нашите политичари? Тие или се будали, или се коруптирани. Што мислиш ти? Политичкиот систем во Република Македонија е систем на послушници граден уште од државниот удар во 1946 година кога го тргна Методи Андонов Чента, кога го затворија Павел Шатев, кога ги ликвидираа сите тие титани на македонската револуционерна борба. Од тој момент почна со послушници да се полни системот на Република Македонија. Тоа се луѓе со низок морал. Тоа се луѓе кои што знаат само да служат на туги центри. За нив не е важно дали е центарот Белград, Брисел, Вашингтон, Лондон, Париз и така. Они утре и на Пекин ќе служат. Они утре ќе служат и на Москва. Они утре ќе служат и на Јужноафриканската република. Тие не се способни сами да донесуваат одлука. Нивниот морален капацитет и кредилибитет е нула, односно минус. Ние имаме општествен систем кој што е наполнат со џган, со антивредност, со неинтелигентни луѓе. Дното од македонскиот народ е високо горе, а бисерот на македонскиот народ е по целата планета раселен, на периферијата од ова општество. Тоа е суштината жива.
Они а поготово НАТО кој што да кажем едно од најубавите, најнашминкани работи во светот, ИЕУ. Нешто што е од надвор свети како бисер, а во суштина е неонско светло кое што прикрива геноцид на нема народ врз кој што не е извршен геноцид од страна на западната цивилизација. Не 100%. постои. Не постои. Не Еве ќе кажам, Индија ќе земам за пример. Пред доаѓањето на англичаните на индиско тло, Индија со својата економија е 23% од светската економија. По заминувањето на англичаните таа е сведена на 2%. На 2. Австралија и абориджините. Австралија нели говори дека е многу демократска земја и така натаму. И така натаму видовме и со пандемијата колку е таа демократска, какви све механизми спроведе врз луѓе кои што различно размислуваат. И сега на абориджините им дават некои лиџавчиња дека ете тие тука биле, извинете, ние сме ве уништиле, ако можете нешто ќе ви вратиме и така натаму. Не е тоа. Што дајте да видиме зашто е тоа направено. Кои сте вие? Која е таа елита што уништува? Тоа се елити. Тоа се елити кои што го уништува светот уште од времето, јас стално го спомнам Рим, затоа што они се продолжение на Рим. Инквизицијата е нивна креација. Колонизацијата е нивна креација. Фашизмот е нивна креација. Неолиберализмот е нивна креација. Тоа е пореметениот Војните светски се нини. Исто, и светските војни се нивни. Во Украина ретко која знае вистината за војната сега денеска во Украина, ретко. Они погледни по медиумите кои што ги контролираат, по овие меѓународни спортски федерации, тоа лицемерие. Они од 51 година соработуваат со фашистите, односно со припадниците на Четвртиот рајх и ги амнестира. Нирнбергскиот процес успеа нив да не ги допре. И од 51 тоа е амерички податок, не е ова мој податок. Од 51 година ЦИЕ соработува со наци секторот во Украина. Со која цел? Да. Па се знае целта која е напад на Русија. Сигурно нема да нападнат Јужноафриканската република. И со шарената револуција од 2014 година, тоа се кај нив портокаловата револуција викат, започна имплементација на фашизмот високо во власта на Украина. Тоа доведе до тоа што денеска го имам. За жал, и во Македонија, но во светот се зависи во кој дел од светот. На западната хемисфера едноумието е поизразено уште од времето на комунизмот. Таму оваа вистина тешко се пробива. Иако има и таму одредени организации, луѓе кои што ја шират и таа вистина. И тоа се, да кажеме, светилките кои што се надевам дека ќе му помогнат на западот да се спаси, инаку ја не верувам дека он ќе успее во тој процес, бидејќи во таква декаденција е паднат западната цивилизација, да и престои сумрак, односно тотално помрачување. Не се само декадент, и економијата во запад е рушена, речиси. Ништо нема, we don't produce anything. Во Австралија сме само еден мајн, само руда што имаме и земјоделство што имаме, ништо не правиме друго. Не е таа запад што беше од 45 до 75 година. И јас му велам на нашите таму тие што знам, најдете си континент без други луѓе, само полна со злато, со секакви resources, и тогаш и вие ќе бидете како Америка. Тоа е сте од град. In my opinion, јас мислам дека богатството на Запад е се украдено од други народи, како што рече ти за Индија, за продување на опиум на кинезите. Да. Златото на маите, на ацтеките. Да. Аргентина, значи, сребрена е Аргентина. Земја од сребро. Од сребро. Вие во последните избори вие не учествувавте, така не? Ние учествувавме на локалните избори, каде што успеавме да оствариме одредени коти и успеавме да се финансираме од буџетот на Република Македонија, значи една помош за организацијава која што
ќе се искористи за експанзија на целата територија на Република Македонија. Инаку на парламентарни избори немам учествувано. Овие другите ќе учествувате? Секако, без разлика какви се условите, значи некои викат како може да учествувате во тој систем. Ние така не ги гледаме работите. Ние го користиме системот и системот на парламентарни избори за да прошириме нашата идеја. Нас не ни интересира резултатот дали ќе освоиме 1, 0, 3, 5 пратеници. Нашата цел е, нашата идеја да допре до што повеќе народ. Они сакале или не сакале, ќе мора да пренесат да го пренесат ставот народи на Македонија. Инаку да ви кажам еден момент, ние постоиме 2 години, ниту еден медиум не нема покането на своите емисии, и позицијски и опозицијски, ниту еден наш став немаат пренесено на било кој нивен портал, весник и така натаму. Ние пред некој ден се обративме до Руската Федерација и до Народна Република Кина во Советот за безбедност да го отворат македонското прашање како безбедносно прашање на Балканот поради дејството на западните сили тука, каде што малтене ние сме доведени до поделба на Македонија, односно можно е да се предизвика трета балканска или трета светска војна. Поделбата на Македонија, они мислат дека на маса некој центар ќе ја подели на албански и бугарски дел, не сваќајќи дека тоа како домино, Македонија е домино кое што ќе гурне целиот свет ако не ја остават овака како што е. Нека пробат, нека ја поделат Македонија, ќе видат во нивните дворови што ќе дојдат. И тој е наш став кој што е суштински важен, кој што е државнички, ниту една телевизија, ниту еден медиум не го пренесе. Ние писмата ги доставивме до Руската Федерација и Народна Република Кина, и тој став е објавен на нашата интернет страна преку нашите гласила што се наши партиски. Овде во Запад кажуваа дека сите проблеми на Македонија денешни се бидејќи Русија се мешала таму. Русија оган палела таму. Запад биле, знаеш, за мир, за прогрес, за богату вајна, а Русија била само да уништи Македонија. Што можеш да кажеш ти за тоа? Оти ти имаш врска со Русија. Вие имате некакви врски со Русија. Колку билиони долари има даено Путин вас за вашите проблеми? Тоа е наратива на тие западни центри за манипулација кои што, да кажам, вешто користат одредени системи. Значи, да, имаме ние врски со Русија, имаме контакти со движење и здружени од таму на основа на промовирање на заедничките културни цивилизацијски вредности. Живан, само те предам, еве уште 10 минути имаме, зумот толку снима. Уште едно прашање. Ова само да го довршам за Русија е многу важно. Важи, брат. Значи, суштината на руската надворешна политика, тоа да бидете сигурни, бидејќи имавме ние неколку средби и со рускиот амбасадор, е не мешање во внатрешните работи на суверените земји. Сум присуствувал на средби каде што сме биле повеќе здруженија, го молат рускиот амбасадор, ама помогнете ми, ние не сме НАТО, не сме ЕУ, и он вели, добро, вие во вашето собрание колку имате представници на таа идеја? 0. Не можеме да ви помогнеме ако немате субјект кој што ќе побара нешто. Ние не се мешаме во внатрешните работи на суверените земји. Не можеме да бидеме поголеми македонци од македонците. Не можеме за србите да бидеме поголеми срби од србите за Косово. Ние можеме да соработуваме онолку колку што сте вие спремни. Тоа е руската надворешна политика и тука завршува. Они немаат механизми на куферчења со долари, они немаат механизми на финансирање на невладини организации, за жал. Ја велам за жал. Они немаат механизми за мека моќ, за жал. Тука аглосаксонците се врвни манипулатори. Да. Они се таков народ и нација и таква им е надворешната политика, они имаат преголема територија, они имаат проблем да одржат таа територија, да одбранат територија, а не да се замарат со некои проблеми во некои земји и така на. Они секако се спремни да помогнат, но ако постои субјект во самата земја што го сака тоа,
Они не се замешаа во Сирија, тоа е еден куриозитет што сакам да го кажам, затоа што Башар ал-Асад им побара помош и они рекоа не можеме баш тебе да ти помогнеме, ние ќе бараме одлука на вашето собрание да побара помош. Ако вашето собрание нема мнозинство да побара помош, ние воопшто не можеме да интервенираме таму. И негде чинам дека повеќе од 2/3 од собранието изгласа за помош на Русија и така беше спасена Сирија. Само две нешта повеќе. Прво, за ово гласањето, има многу партии во Македонија сега. Дали има алтернатив, една партија што може да добие или треба заеднички некако да направите United Front, да речеме, за да имате глас во парламентот? Што мислиш ти? Сите грото партии се формирани од системот за да не дозволат простор за формирање на нешто суштинско ново. Многу малку се тие партии кои што може да се репрезенти на новото. Имаш партии кои што каде што имаш лидери повеќе од 10-20 години се лидер на политичка партија. Тоа веќе е приватна фирма. Многу е тешко да се соработува новото со старото. Но секако дека може да ќе се наметне еден таков императив дека ќе мора да се формира некоја коалиција, некој сојуз врз основа некоја идеолошка рамка и се уште не сме одлучиле дали тој или тој пат ќе го фатиме. Значи искрено кажувам дека ние у моментов исклучиво работиме на промовирање на новиот концепт, на новите идеи и тука ни е фокусирано дејствието. А околу тоа, кој ќе дојдат изборите, ќе видиме како ќе процениме. Како што велат, Рим не беше направена во еден ден и нашата слобода не можеме во еден ден и во еден месец да реализираме. Таа ќе биде, мислам, долга и јака борба. Сега последното прашање, брате, што мислиш дека ние во диаспората како можеме да ве поможиме? И што мислиш ние треба да правиме за нас во Македонија? Вие од диаспората сте нераскинлив дел од македонскиот народ и ја воопшто не правам разлика за некој што живее тука и за некој што живее во диаспората. Вие од диаспората треба да го правите истото тоа што ние го правиме тука во Република Македонија. Значи да бидете дел од организации по ваша промисла и желба, да ги помагате, да создаваме независни медиуми, да финансираме независни медиуми, да не финансираме автобуси, да не финансираме знамења, само автобуси, бини, да финансираме нешто што постојано ќе зрачи во македонскиот етер и ќе ја носи слободата на македонецот, новата идеја, новата геополитичка промена и така натаму. Да помагаме на политичките партии да се развиваат, да бидеме дел од нив. Да поставиме вредно, зашто и во диаспората се истите проблеми како и во Македонија, затоа што службите и таму беа доста активни, и таму по негативна селекција во сите здруженија, црковни одбори и така натаму беа поставувани луѓе кои што не се достојни за тие позиции. Исклучуци секако дека има. Мораме заедно да го обединиме тој здрав македонски потенцијал и да тоа е долг процес. Значи Рим, убаво кажете, не е изграден за неколку дена. Македонија е градена 1000 години. Значи тоа е најстарата држава во Европа. Тоа е пример за организирано живење во Европа. Значи македонецот успеал да направи 1000 годишна античка држава македонска, која што дала такви цивилизацијски дела на кои што многу народи ни завидуваат и поради тоа сакаат да ни избришат. Наше е сега да го вратиме македонскиот начин на живење, да ги вратиме македонските вредносни системи, да се организираме. Значи, немојте да бидете индивидуални топчиња и да се ударате на сите страни и да викате Македонија, Македонија. Нема ништо да постигнете. Мора да се биде дел од организирано дејствување, мора да се биде дел од идеја, мора да се биде дел од големата идеја, мора да се биде дел од враќањето на Македонија. Мораме да бидеме организирана форма. Ако не успееме да се организираме, ние ќе си ја изгубиме Македонија, значи не сме способни како народ да функционираме. Затоа што ќе ви кажам два збора што се суштински. Народ
значи дека е припадник на родот. На род. Од тука доаѓа и родина, а земјата на родот е родина. И етнос е сума на едно. Едно плюс едно плюс едно плюс едно дава етнос. Тоа е множество на единки. Ние сме македонски етнос, ние сме македонски народ. Ние живееме организирано во собор. Тоа треба секој македонец да го свати и од индивидуално да се приклучи кон колективното и да биде дел од организацијата за враќање на Македонија. Јас се сложам. Без организација ништо не е. И друго, и без финансија, без пари ретко можеш да успееш. Мојата цел овде е сега баш тоа, да направиме организација, пари, да бери пари, за да можеме да ве поможиме вие за тие работи што кажуваше ти. За на телевизија, на ова, на она. Оти против нас се билионерите на светот. Така, голема сила. Сакам да ти благодарам за овој разговор нашиот и би сакала и други пат, ако имате време, кога сакате вие за други нешта да зборуваме. И да живее Македонија и ајде да се видиме уште еднаш. Да живее Македонија, ти благодарам многу за ова прекрасно интервју. Беше многу пријатно да се разговара со македонец од Австралија кој е разбуден, кој што е излезен од западниот привид на материјализмот и да се надеваме дека се повеќе македонци ќе имаме такви, затоа што тоа е излезот од ова наше робство, што е пред се материјално робство. Така е. Треба да збораме за човечанство, не за богатство. Така е. Довде ми се дојдени тие што се фалат само и знаеш колку пари имам, каква куќа живеам ова она, а народот наш нема што да јади во Стари крај. Уште еднаш те благодарам, Зоран, и ајде да продолжиме ова конверсација и нашето пријателство до сврстиме помалу. Извинете што не можам да се изразам како би сакал, ама тоа е кашто е, што да правам сега. Да, одлично беше, одлично. Секој е добро, поздрав. Збогум. Сега ти ќе опостираш ова, јас ќе проширам. Важи? Договорено. Збогум. Поздрав.